тоа сме ние. Тоа сме ние, точно е 9 часот, да не го барате часовникот, и во овој момент, едно 20 минути, ќе ве одведеме во приказната и духот на македонските моторџи и нивната пасија кон возењето. Да. Нивната пасија кога се организираат тие тури кои што ги прават, начинот на организација, нели изборот на истите, при тоа меѓусебната дружба, важноста и секогаш под број 1 нели безбедноста, како тие нели се грижат за тоа, па и за сите членови кои што се дел од овие клубови, која е соодветната опрема која што треба да има секој моторџија. Она што е исто интересно и специфично, ќе го гледаме или ќе го слушнеме во следните минути е каква е таа ендуро дисциплина ако зборуваме за мотоциклизмот и како се забавуваат токму овие моторџи кои што возат ендуро и нели важноста за да се намали бројот на инциденти во овој така и прилично спорт кој што носи ризици. Ризици и доста повреди доколку нели не го управувате со кормилото, поточно со вашиот мотор кој што е вашиот партнер всушност во овие авантури. Така што Ивана Мангаровска, нашата утринска дама, го подготви ова издание или оваа епизода за овој петок, предпоследно за оваа наша 2023 рубриката ние и посветено токму за македонските моторџи. Македонските моторџи, па ајде да видиме или ќе кажеме да одиме на прошетка. Тура со мотор. Тура со мотор, векање. Преку видео инсертите. Живете. Моторциклизмот е страст која што нема крај. Во претходното столетие тоа е како еден вид рекреативен спорт, а потоа своевидна култура на живење. Веќе не е невообичаено низ улиците на метрополите во светот да се сретнат филмски моторџи кои најчесто сме ги гледале на малите екрани. Во нашата земја пак постојат повеќе мотоклубови кои се одликуваат со својата оригиналност, а ги карактеризира пасијата и љубовта кон моторите која ја имаат сите нивни членови. Ние позборувавме со мал дел од нив, а тие ни раскажаа повеќе за функционирањето и организацијата во мотоклубовите. Мотоклубот Драпачи постои во неформална верзија повеќе од 10 години, а од 2017 година навака и како правно лице официјално здружение на граѓани. Брои околу 30 на активни членови и како клуб ја негуваме стрикно ендуро дисциплината од офроуд, да кажеме, мотоциклизмот. И можам да кажам дека сме единствениот клуб во државава кој што активно се занимава со хард ендуро. Тоа е една посебна тешка дисциплина, каде што целта е да се освојат најтешко пристапните терени и да се покаже, да кажеме, способноста и на возачот и на самиот мотоцикл. Ендуро може безбедно да се нарече брат или сестра на мотокросот, бидејќи трките во двете дисциплини се теренски, неизбежно придружени со надминување на пречките и бараат значителна физичка подготовка од спортистите. Па дури и мотоциклите што се користат во двете дисциплини на прв поглед изгледаат речиси исти. Меѓутоа, со поблиско испитување брзо станува јасно дека има многу повеќе разлики помеѓу насоките. Суштината на дисциплината е лесно да се разбере, но името доаѓа од англискиот збор што значи издржливост. Навистина, ендуро надпреварувањето е вистински тест за издржливост и за возачот и за техниката, бидејќи повеќето од секоја трка се одвива на груб терен, расфрлан со голем број природни и вештачки пречки кои учесниците треба да ги надминат со најбрзо темпо. Јавачите започнуваат во групи од 2-3 лица во интервал од 1 минута. За да се биде член, да речеме, во еден ваков мотоклуб, освен желбата која што ја имаат членовите и ентузијазмот за сето тоа, се разбира дека веројатно како и во секој спорт, бидејќи ова е спорт, постојат одредени критериуми. Например, кои се критериумите кои што треба да ги имаат членовите, освен нели желбата за да бидат дел од тоа? Па добро, видете, пред се целата идеја е нели трга од дружење, значи главната цел е дружењето и возење во слободно време, меѓутоа да го практикуваме и како спорт ендуро возењето. Сме членови на Македонската мотоциклистичка федерација. Секој член плаќа некоја символична членарина во клубот, а клубот нели
учествува во самата федерација, која што преку другите клубови организира трки, државен шампионат и така натака. Значи, не сите, нормално некои од нашите членови учествуваат на тие трки, на тие шампионати секоја година. Нормално кога се одржуваат, еве за жал оваа година морам да забележам дека немаме трки. Нажалост се надевам дека тоа надлежните ќе најдат начин да го подобрат. Енергија има, расположение има кај сите ентузијасти во држава, меѓутоа ета, треба да се седне веројатно на заедничка маса и да се собере сила за да се изнајде решение за сите проблеми со кои што се соочуваме. Како и за во другите сфери, така и кога станува збор за овој спорт, веројатно можноста, условите па и поддршката која што треба да се добие е апсолутно неопходна, за да може и да се реализирате на начинот на кој што сакате. Но вашиот ентузијазам е доволно голем да вие имате и расположение во клубот, но и ги бирате местата каде што сакате да возите. Сега на кој начин се прави тој распоред и каде најчесто се случуваат тоа возење? Така, па зависно од сезоната, да кажам, во која што возиме, го бираме и теренот, зависно од слободното време. Понекогаш тоа е во близина на Скопје, ние сме клуб од Скопје. Најчесто кога времето ни е, да кажам, по-кратко, тоа се дестинации околу Скопје, Караџица, Китка, Скопска Црна Гора, онамо каде што просторот нормално дозволува, да не пречиме на останатите љубители на планината. А кога времето ни дозволува, кога имаме можности и нели временските услови се погодни, одиме и на по други планини низ држава. Кога станува збор за безбедност и некои правила кои што треба да се почитуваат и при ваквата дисциплина, што би издвоили? Па добро, адреналинот е неизбежен дел од секој, да кажам, автомотоспорт. Меѓутоа не е примарна цел кај нас. Покрај љубовта кон моторите, кај нас постои љубовта кон природата и планините и ова е еден начин преку кој што доаѓаме до места до кој што веројатно никогаш во животот не би дошле, доколку не се занимаваме со овој спорт. Инаку што се однесува до безбедноста, имаме строги правила во клубот, значи не дозволуваме никој со нас да вози кој што не е комплетно опремен од глава до пети. Значи мора да има соодветни обувки, штитници за колена, боди армор се вика, штитник за тело, за гради, за грб, кацига нормално околу вратник и така натака, ракавици се разбира. Значи доколку на некој му фали едно парче од таа опрема, буквално другарски не го примаме и нема можност да вози тој ден. Бидејќи тоа е нормално живот, значи било кое од овие парчиња на заштитна опрема што ги направив може да спречи сериозна повреда. А спортот е опасен, мислам, нема да се лажеме, се паѓа, се случуваат незгоди и тоа е составен дел од самиот спорт и од искуството. Имате ли често инциденти кога ги правите турите? Па се случува, да, мислам, за жал, па ќе кажам, ова е на некој начин и екстремен спорт и паѓањето е составен дел. Меѓутоа, како да ви кажам, со соодветна опрема, еве, ке споредам со скијање. Кога скијаме, паѓаме, или сноуборд, се едно. Значи, ете, на некој начин така, не може да скијаш, а да не паднеш. Нормално е, во текот на денот, нели, да лизнеш негде. Така и со нас, и затоа е клучна опремата. Што подобра опрема, толку по-безбедни сме и бидејќи некој банален пат може да резултира со многу сериозна повреда. Кога станува збор за некои што почнуваат со ваков спорт, да речеме се почетници со оваа дисциплина, кој е начинот или просторот, можноста за да можат да тренираат првично нешто што е основа, а потоа да учествуваат во турите кои што ги правите? Па пред се, покрај нели желбата и можностите, треба да се дел од мотоклуб кој што се занимава со таа дисциплина, каде што имаат намера да се надпреваруваат. Не постојат кај нас, за жал, некои официјални тренинзи за ендуро или пак хард ендуро. Меѓутоа, ние како клуб сме организирани буквално секој викенд одредена група вози негде. Така да, еве, слободно кој е заинтересиран може да ни се обрати, не има на Инстаграм, не има на Фејсбук. Отворени сме секогаш за нови членови. Членарината е символична, колку да се учествува и секој што има желба, талент, го гледаме како свое дете и го буткаме напред, така имаме и млади деца во клубот
кои што ги чуваме нормално кога со нас, бидејќи сепак одиме во места некои што се недостапни, тежок терен и така натака. Желбата е најважна, упорноста, можностите секако. За се друго сме тука. Кој е заинтересиран, слободно нека ни се обрати. Безбедноста и во овој спорт е на прво место. Предуслов секогаш за да се започне со возење и да се учествува на некоја трка е соодветна опрема, но и добар тренинг. Мотоклубот Вепар организира трки на моторџии во кои победник ќе биде оној кој не стигнува прв, туку последен на целта. Под мотото не е се во брзината. Трката се одвива на начин на кој истовремено се надпреваруваат по двајца учесници по систем на елиминација, при што победникот продолжува со надпреварување, а победник е оној кој поспоро ќе стигне до целта. Правилата предвидуваат учесникот да не смее да испадне од одбележаната траекторија, да не смее да допре со нога на земја, а победник е оној кој последен ќе ја помине целта. Мотоклуб Вепар постои околу 15 години. Баш наредна година ќе правиме 15 години јубилеј. Моментално број 20 активни членови, имаме неколку пасивни почесни членови. Она што е карактеристично е значи дека е МК клуб, односно нема предуслови во однос на членство, значи повеќето МС клубови не можат да членуваат. Девојка, меѓутоа ете, јас сум член од мотоклубот Вепар. Тоа што е карактеристично е че ние многу сакаме да патуваме, првенствено се става акцент на патувањата, најчесто надвор од Македонија, имаме многу пријатели на територија на бивша Југославија, како и по Италија и така натаму, така што гледаме генерално да речеме од март-април до октомври да се искористи секој можен сончев ден и да се направи што е можно патувања, нели, како што ни дозволуваат условите. Вие исто така сте еден мотоклуб кој што тоа го потенцира со и она апликација и порака која што имате на мечките, а тоа е дека не е се во брзината. Имаме таков настан, тој не е традиционален годишен настан. Годинава само што завршивме 6-та манифестација и е да речеме целта на настанот е да се пренесе пораката, односно дека не е се во брзината и акцентот се става на безбедноста во сообраќајот. Токму тоа преку различни дизајни, нели, и на мајци, на стикери, на сето тоа што го промовираме, се обидуваме да укажеме дека главен акцент треба да се стави на безбедноста и дека кога ќе се качиш на еден мотоцикл треба да се ужива, а не треба да се брза. Како девојка или како жена која што е член на мотоклуб и е обкружена веројатно со припадниците на посилниот пол, се разбира дека има многу девојки кои сакаат да имаат страста кон возење мотори, но која е разликата и се разбира меѓусебните разговори кои што ги правите со останатите членови кога жена вози мотор и кога маж вози мотор во однос на оние критериуми кои што треба да се исполнат и во самата нели вештина при возењето, тежината на самиот мотор и така натака. Веројатно треба и некоја подготовка претходно или не знам вежбање. Па вака, јас не би рекла дека има некаква разлика, значи мојата идеологија вика дека се за што имаме пасија, имаме доволна страст, може да се совлади, да се научи со доволно вежбање. Ја почнав пред 5-6 години возам помал мотоцикл, потоа барав поголем. Најголем проблем ми беше мене лично со висината, за ноѓење на мотор со кој што се чувствувам стабилна, меѓутоа колку се повеќе, да речеме, го совладував моторот и тие техники на возење, воопшто не ми представува проблем. Значи моментално возам 650 кубика Honda Revera, претходно возев Suzuki Bandy, што прилично тежок мотор, меѓутоа никаков проблем немам во однос на тоа. Би рекла дека исто така и жените се максимално подеднакво прифатени како и нели машките моторџи. На секој му е чест кога ќе запознае девојка моторџика, така што не би требало да ги оставиме предрасудите на страна, нели да настапиме со тоа со единствена љубов и страст. Апсолутно предрасудите ми се чини дека веќе и за текот на времето одамна избледаат, но кога станува збор за физички предиспозиции во тој аспект, нели, но сепак не е проблем што ме. Не е воопшто проблем, се учи. Како ги бирате, да речеме, турите или локациите, дестинациите низ кои што ги правите турите? Па најчесто ова време, зимно време, бидејќи немаме многу што да правиме, најчесто правиме одржување на моторите, значи тоа е, не знам, некои поголеми сервиси ако има да се додадат некои физички, не знам, геџети, аксесуари и така натаму, тоа го правиме во зима и смислуваме и даваме предлози на состаноци, си имаме редовни состаноци секоја недела, си даваме предлози за тури кои што би сакале ги поминеме, значи со целосна, како кажам, пресметка, значи на трошоци, време траење, каде ќе се вози, по кои патишта ќе се вози, како што напомена
имаме многу пријатели, да речеме, од странство, па некогаш и во комбинација со нив се организираме во однос каде би возеле. Например, имаме пријатели од Италија кои што предложија да возиме во април во Тунис, во Африка, така што таа е една тура која што сега после Нова година ќе разглобуваме. Исто така традиционално годишно се завршеток на сезона околу септември, октомври правиме собир во Котор во Црна Гора, што имаме пријатели од Италија до Словенија кои доаѓаат до таму, а ние доаѓаме од доле и таму се наоѓаме, поминуваме 1-3-4 дена заеднички викенд во дружби, возење на околината и така, баш е убаво. Одлични искуства кои што верувам дека секој од нив си носи своји спомени, а за оние кои што можеби досега не членуваат во мотоклуб, а сакаат да бидат дел на како може да ве најдат? Значи, Мотоклуб Вепар на Google може да се пише, имаме Facebook страница, имаме контакт телефон, се наоѓаме на Линденска, прилично централно подрачје, секој кој има љубов кон мотоциклизмот и кон убава дружба и може слободно да дојде, да се подружиме, да се запознаеме, да видиме дали меѓусебно си одговараме, па понатака ќе се договориме. Тиквешките рајдери не запознаа со постоењето на овој мотоклуб, како и тоа дека за да се биде негов член, првенствено треба да си од тиквешијата. Клубот постои од 2013 година, формиран во Кавадарци на 7 септември во чест на ослободување на Кавадарци и во чест на Тиквешкиот гроздобер. Моментално броиме околу 18 члена. Имаме локални тури низ Македонија, одиме надвор од Македонија, низ балкански простори претежно и така. Се однесува до типот на мотори кои што се возат, односно оние кои што се членови, нивните мотори, каков тип на мотори, има ли некоја специфика? Дали низ градски услови само и надвор од градски услови? Има ли некој критериум или не знам, карактеристика? Па, конкретно кod нас нема критериум. Кој каков има мотор, таков се поседува. Патнички, повеќе се патнички мотори, кои што служат малце да излеземе надвор од државата, кои што се некои спортски мотори за по други стази, како да кажам. Работувате ли со скопските мотоклубови за одредени тури? Да, соработуваме и сме член во Мотоциклистичка асоциација на Република Македонија, на МК мотоклубови. Сметате ли дека има доволно простор, поддршка, можности за просперирање на мотоклубовите и тоа кое што го имаат како идеја, а за да можат да го реализираат? Има просперитет во мотокултурата во Македонија, само малце народот е кај нас, како да кажам, стереотипен станат од таа страна, во смисол дека не обожаваат, мислат дека ние сме лоши луѓе или нешто тако, па затоа сакаме малце да покажеме дека ние сме само обични луѓе или човеци по кавдаречки, дека го сакаме само ветерот во нас, ништо друго. Кај нас, на пример, на Мото Собир, има многу клубови од страна од бивша Југославија, од Босна, од Србија, од Хрватска, од Австрија. Цел Балкан е присутен на Мото Собирите и кај нас и околу нашите клубови. Доколку некој сака да биде член, веројатно не треба да е само од Кавадарци, ама логично веројатно дека треба да е од таму. На кој начин може да се направи или да има членство? Па за почеток треба да биде положен и да има корен фактички од тиквешијата. Па потоа да стане член. Или треба да биде една година приправник и после една година да стане рамноправен член. Која ви е следната тура сега? Па следна тура, веќе кога ќе почне наша сезона за возење, сигурно е или Босна или Србија. За безбедноста исто, нели, ако зборуваме и го ставаме акцентот како што и овој настан, веројатно тоа го потенцирате и во вашиот клуб. Да, кај нас во мотоклубот, кога се оди на тура мора да се носи комплетна опрема, кацига, нараквици, чизми. Иначе не може да се патува без тоа. Како речиси секој спорт, така и во мотоциклизмот постојат предизвици, но и ризици, кои свесно се прифаќаат, секогаш почитувајќи го она кое стартно го наложува ова страстно дружење со моторите, како што велат македонските моторџии.